Добро утро, почитувани гледачи, ново издание на емисијата Фактор здравје. Ви посакувам добро утро и добре ни дојдовте. Следете не од самиот почеток до самиот крај. Зборуваме за една актуелна тема, односно здравствен проблем кој што погодува многумина. Зборуваме за дискус хернија, за причините, симптомите, дијагнозата, начинот на третман и лекување. Можеме ли да ја превенираме дискус хернијата, како да ја одржиме стабилноста на арбетниот столб и многу други работи за кои што ќе слушнете во текот на денешното издание. На оваа тема разговараме со асистент доктор Томи Камиловски, специјалист неврохирург од Универзитетската клиника за неврохирургија. Добро утро, доктор Томи, и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Колку е честа оваа патологија, овој проблем со дискус хернија кај популацијата? Овој проблем е премногу чест. На нашата клиника овие пациенти се најчестите пациенти кои што доаѓаат на преглед поради болка во рбетот. Ова е секојдневие кое што мачи многу луѓе и за кое што треба да се најде решение со цел да можат луѓето нормално да функционираат. Така велиме, најдобро би било ако можеме да превенираме, барем нешто да преземеме за да не дојде до ваква состојба. На која било возраст може да се појави дискус хернија? Дискус хернија може да се појави во било која возраст. Сме виделе дискус хернија и кај помладата популација, кај децата. Сме видели и кај повозрастните, но фреквенцијата на појавување е некоја средна возраст, која што најчесто се јавува на преглед. Типичната дискус хернија, која што е пратена без останата промена на рбетот, се јавува обично кај младата популација, која што е физички активна и која што крева големи килажи, неправилно пренесува товар, не се заштитуваат, или кај постарата популација, каде што рбетот веќе е потрошен, и кај кој што, освен дискусите, односно перничињата кои што се наоѓаат помеѓу коските на рбетот, се променуваат и останатите структури, тоа се лигаментите, зглобовите на кичмата, кои што исто така вршат притисок врз нервите на кичмата. Така, оној процес на старење, на дегенерација, така тој самиот по себе мора да дојде, меѓутоа кога е човек млад мисли дека може се да направи, не помислувајќи дека понатаму во животот телото мора да го служи. Младите треба да остават резерва која што понатака во животот ќе им користи, а не да ја пренапрегаат кичмата со тоа што ќе ја потрошат и во постари години ќе имаат сериозни проблеми. Така, ќе погледнеме блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, до самиот крај. Повелете, вклучете се во емисијата со вашите прашања. Со асистент доктор Томи Камиловски, специјалист неврохирург од Универзитетската клиника за неврохирургија, зборуваме за дискус хернија, причини, симптоми, дијагноза и третман. И веќе имаме гледач на линија, ќе му дадеме предност да го слушнеме неговото прашање. Добро утро, повелете. Добро утро. Дали сте се уште на линија да го чуеме прашањето, а вие секако да добиете совет и препорака за проблемот кој што го имате? Ало? Да, ве слушаме, повелете. Ево така, слушам. Поздрав и добро утро. Добро утро. Ви благодариме. Докторе, на 60 годишна возраст, дискус хернија се точно не знам, али на вратните прешлени. Околу 10 до 15 години. Проблеми вртоглавица, здуење на десното уше, вртоглавица и се како иди времето, откажува рата и ноза. Болки нормално се треба снага и едно друго. Али кажувам некаде околу 10 години. Направени неколку магнетни резонанси, оддава Мелифон, Неуровитот, тие витаминските таблетки, се попијано. За понатака. Што да правите и што да се преземе? Сега во последно време, барем наназад периодов, имате нешто направено како преглед, контрола, преземено или пак со терапијата си продолжувате? Славо ве слушам.
Добро. Доволно ли е ова, доктор Томи? Еве, внимателно сега слушнете кој ќе биде советот. Вака, често пат дискус хернијата може да се јави на било кој сегмент од рбетот, може да биде во вратот, може да биде во градниот сегмент, слабинскиот сегмент, и на спојот помеѓу слабинскиот сегмент и крсниот сегмент. Болките во вратот најчесто се од дискус хернија, како што е и кај нашиот гледач проблемот. Најпрвин треба да се направи преглед и проценка да се види од каде точно доаѓа болката, потоа да се направи магнетна резонанца за која што гледачот кажа дека веќе направил магнетна резонанца. Со таа магнетна резонанца потребно е да се јави на неврохирург со цел да се детектира степенот на дискус хернија и дали таа дискус хернија прави компресија, и доколку прави компресија, најдобро е да се хирушки третира, со тоа што би се отклонил притисокот кој што го трпат нервите. Доколку проблемот е долгогодишен и пациентите им е дадена препорака за хирушка интервенција, но тие поради страв истата ја одлагаат и после години, 10 години се одлучуваат да го решат проблемот бидејќи е неиздржлив. Најчесто хирушката интервенција после толку години може и да нема добар резултат, но доколку има направено процена од страна на неврохирург и дал насока да се лекува со помош на лекови, пациентот треба да се придржува до истите, да се јави на физикална терапија, со што ќе биде подложен на низа терапевски процедури, кои што имаат за цел да ја ослободат таа стегната мускулатура и ќе му се дадат вежби со цел да ја зајакне вратната мускулатура, за да во иднина не напредува фазата на дискус хернија. Така, 10 години воопшто не е мал период, така да човек се измачува со ваквата состојба. Сега, кога ќе се јават во емисија краток ни е периодот, така за да потпрашаме и дополнително, кога би се дошло на преглед, веројатно сите информации би ги добиле од пациентот, дали применува нешто од ова што го рековте. Кога би се дошло на преглед, би се направила детална анализа на снимката која што ја имаат претходно направено, со цел да се утврди дали има простор за хирушка интервенција. Доколку има простор за хирушка интервенција, истата би се извела, би се ослободиле нервите и пациентот би бил значително подобар. Така, стравот од операцијата и од хируршката интервенција е присутен буквално кај секого, посебно кога станува збор нели за дискус хернија, можеби некои луѓе затоа и ја одложуваат, меѓутоа еве само кратко, најмладиот пациент и највозрасниот кој што го имате, кај кој што е применета хируршка интервенција. Нормално е кај пациентите да се појави страв од хирушката интервенција и од ризиците кои што постојат од секоја хирушка интервенција, но некогаш проблемите кои што може да настанат поради голема дискус хернија се толку полоши во однос на самата хирушка интервенција, која што може да биде и сигурно ќе биде од голема помош на пациентите кои што си имаат мака со оваа проблематика. На нашата клиника имаме, ова е најфреквентната дијагноза со која што се соочуваме. Најмладиот пациент е некаде околу 11-12 годишна возраст, кој што поради нагол протек направил дискус хернија, а најстариот пациент е некаде над 75 години, кој што имал проблеми со кичмата и кој што хирушки е третиран. Така. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Поздрав многу до вас и до докторот. Ви благодариме. Да ви кажам, јас имам и дискус хернија, и дископатија, и сколиоза, спадилоза, се си имам. Туку сега сакам да ве прашам, пошто сте веќе тука. Пред еден месец јас така нагло закочи автобусот и јас опашката како да си ја повредив од така од столчето, не знам како, и сега доктора ме боли. Првите денови беше интензивна болката, сега е намалена. Ме интересира дали уопште ќе јас нема таа болка, кога се движам не ме боли, ама кога седам ме боли. Дали направивте
некоја снимка не се јавивте на лекар? Не направив, зашто мислев случајно, ама веќе да помине кога седам, а кога се движам не ме боли, кога лежев исто ме боли, се кога лежам не ме боли, значи само кога седам ме боли. И сега да ми кажете кога ќе ми помине? Мислам дали е тоа опашката, првпат во живот ме боли, се викам па да не е нешто алармантно, нели така е. Поздрав, многу ви благодарам. Ви благодариме за јавувањето. Многу често кај пациенти како нашата гледачка која што кажа дека има дископатија, дека има спондилоза, дека има дискус херни на повеќе нивоа, многу често минорна повреда како што е мал удар, закочување силно во автомобил каде што немаме директен удар со автомобилот, а ние имаме само изместување на телото, предизвикува пролонгирана болка која што трае неколку недели, па дури и месеци. Најпрво им треба да се направи диагностика, односно да се направи еден преглед во кој што ќе се увиди дали имаме, тоа се прави стандардна невролошка проценка кога ќе дојде пациентот, се испраќа на снимање, ќе направи магнетна резонанца или ќе направиме компјутеризирана томографија и рентген со цел да видиме дали имаме повреда најпрво на коскените структури, може заради остеопоротски промени на коските, мал удар да предизвика голем проблем, да даде една скршеница која што во иднина ќе биде многу болна. Потоа може, ако веќе имала пациентката дискус херни, тие перничиња кои што претходно биле излезени, сега може дополнително да излезат и да го притискаат степенот, да го притискаат нервот во повисок степен. Она што треба да се направи е секако треба да се направи еден преглед и една проценка, да се исклучат сите овие повреди кои што може да се јават, а доколку ги има, истите да се лекуваат. Може да се земат лекови за болка, но тоа е само краткотрајно моментално ја смируваме состојбата. Решение. Трајното решение најдобро би било да се бара на лекар, да дојде во амбуланта на неврохирургија и ќе биде прегледан. Така, и ќе се знае што понатаму да се преземе. Добро утро и за следниот гледач, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Може да опрашаме нешто? Може секако, да, во програма сте. Диагнозата редуцирана физиолошка лумбална лордоза со изразито редуциран нив простор на ниво на L5, SI и вакуумна диск на тоа ниво. Се добива впечаток за мала спондилостеза на ниво L4, L5, намалена минерализација на прикажаниот скелет. Тоа. Добро, тоа е. Толкова некоја радиодиагностичка процедура ја читава гледачот. Од она што кажува дека се работи за проблеми во славенската регија, каде што најчесто со текот на годините дисковите, односно перничињата кои што се наоѓаат меѓу пршлените и кои што имаат за цел да бидат амортизерина кичмата, за да коската не се допира една на друга, со текот на годините тие губат водата во себе. И на тој начин тие ја губат и висината. Кога ќе се намали висината на овие дискови, доаѓа до намалување на тој простор и коската се доближува една на друга. Во некој случај дури коската се допира. При тоа имаме големено оптеретување на зглобовите на кичмата, што доведува до болка. Како што спомна гледачот, постои и лизгање на L4, L5, пршлените претрпеле, немаат правилна позиција еден врз друг, туку почнуваат скалесто да се изместуваат. Треба да се направи процена, да се види дали ова скалесто поместување врши компресија на нервите и треба да се види дали тој простор кој што е намален довел до излегување на неговото перниче. Потребно е да направи магнетна резонанца со цел да
утврдиме ние дали ова перниче е излезено, ако е излезено да го хирушки отстраниме. Кога станува збор за дискус хернија, магнетна резонанца е најдобар приказ ни дава, така каква е состојбата, дали рентген или нешто друго, некое исследување или испитување може да ни Кога укажат? станува збор за класична дискус хернија, магнетната резонанца е златен стандард кој што го користиме при диагностика на оваа проблематика. Секако може да направиме и рентген диагностика, може да направиме и компјутеризирана томографија, доколку ни се потребни дополнителни информации во врска со состојбата на одреден пациент. Исто така, како дополнително испитување го користиме и електромиелографија, која што ја докажува спроводливоста и сочуваноста на нервите кои што потекнуваат од кичмата. Сите овие диагностички процедури заедно ни помагаат да одлучиме што понатака ќе правиме. Дали некој пациент е кандидат за хирушка интервенција или е кандидат за конзервативен третман. Така, па и физикалната терапија дополнително, нели сите оние препораки кои што мора да се применат. Споменавте, дискусите имаат улога на амортизери. А што е дискус хернија и кои причини доведуваат до дискус хернија? Како што кажав, дискусите, односно перничињата, кажано народски, представуваат амортизери на рбетот. Тие се составени од два анатомски дела. Едниот дел е обвивка, наречен прстен, кој што е цврст, и внатрешен дел јадро, кој што е мек. Кога овој цврст дел од дискот ќе претрпи повреда да се искинат тие прстенчиња ситни кои што се наоѓаат во него, доаѓа до негова деформација и излегување на јадрото внатре од своето лежиште. Кога внатре јадрото ќе излезе од средишниот дел во периферниот дел надвор, врши притисок на нервната структура која што се наоѓа во тој дел. Овој притисок всушност представува тој болен синдром кој што се јавува. Болката најчесто започнува во долниот дел на зависи во кој сегмент е. Ако е во долниот дел на рбетот, започнува во долниот дел, локална болка која што се шири најчесто кон бутовите, кон едната нога, позната народски како ишијас. Таа болка може да предизвика згрченост на ногата, неможност да се исправи целосно ногата заради болка, може да даде сензации во форма на струја, може да даде ослабното чувство на ногата како анестезија, и најопасната форма, односно крајниот степен е тогаш кога дискус хернијата ќе излезе толку многу што притиска не само еден нерв кој што искача од тоа ниво, туку ги притиска сите нерви во мозочното кесе кој што се наоѓа во тој сегмент и предизвикува неможност за контрола на голема и мала нужда, нечувствителност на нозете и потполно одземање на нозете. Па поради тоа ние даваме совет состојбата да се следи и кога навистина ќе дадеме индикација дека треба да се реагира хирушки, потребно е да се направи, заради тоа што кога ќе дојде дискус хернијата во оваа фаза, шансите да пациентот повторно се врати назад и да состојбата биде да не биде болна и да се вратат сите функции, имаме ризик од губење на одредена функција од човековото тело. Поради тоа треба се следат препораките. Важна функција, да, ова е еден начин степенување или класификација, така, на сериозноста на дискус хернија. Да. Имаме уште еден гледач, вели ме интересот секогаш е голем, нели, што покажува дека навистина голем дел од популацијата го има проблемот, ама и преку нивните прашања ја обработуваме на некој начин темата. Добро утро, повелете. Добро утро. Дали се слушаме? Ке го намалите тонот на телевизорот и повелете со прашањето. Добро утро. Да, повелете. Ало, јас се слушам. Да, и ние одлично ве слушаме, повелете, поставите го прашањето. Сега може? Може, да. Вака. Поздрав до докторот и до вас. Ви благодариме. Сега вака, мојата диагноза, година и пол да речеме еве ми е, значи имам меѓу втори и трети пршлен и трети и четврти
кинење на ниво, десно акутно кинење на ниво, а додека измеѓу Т5 и С1 имам дискус хернија. Сега, болките во врбетот ми се намалени, значи се многу минимални. Ама нозете, да речам, двете нозе, ми се здравени и деснава страна, значи кога пешачам, кога одам, колку повеќе пешачам, чувствувам болки. Пијав многу апчина, не лирика, многу. Сега моментално пијам само не е битно, ги заборам. Добро. Како се вика. А да, како може, значи, одам и на физикална, моментално втор пат одам на физикална, нозеве никако да ми пушта. Со самото одење чувствувам тежина. Дали, на кој друг начин, дали самите, само по себе, ми препорачаја за операција, значи, не сум за операција, мислам јас лично, не сакам, значи, еве, од ризици, што се. Добро. Дали може нешто за нозеве? Како да се излече, како да си дојдам во првобитната состојба? И дали би дошло до тоа без операционен зафат? Дали е можно? Да ве прашам. Фала многу. Да, само да ве праша доктор Томис. Дали имате проблеми со пешачење? Колку метри може да изодите? Вака, со пешачење, значи, од пола сат ако пешачам фазла, значи чувствувам болка. Значи, Грчење? Сите доктори вика пешачи, јас колку повеќе пешачам, толку повеќе чувствувам болка во ногата. А Посебно грчеви, во десната така? нога. Да, дали имате грчеви во нозете? Значи, долу стапалата, прстите, јас не ги осеќам. Значи, нон-стоп ми се здрвени година и пол. Јас ова не можам да го сватам како е можно. Значи, здрвени ми се. Не ги осеќам. Добро, ви благодариме, доволно беше ова. Ќе погледнеме блок реклами, останете до самиот крај заедно со нас, па ќе го чуете советот и препораката веднаш по рекламите. И пред да продолжиме со разговорот, а веднаш по рекламите да го дадеме советот и препораката до гледачката. Гледачката добила насока што треба понатака да се направи, дека треба индицирана хируршка интервенција, најверојатно не се работи за класична дискус хернија, туку се работи за спинална стеноза по со оглед на симптомите кои што ги опиша. Тоа е механички проблем кој што го имаме во нашето тело и за кој што не постои лек да се отклонат тие притисоци кои што ги трпат нервите во рбетот. Она што ние ќе земаме терапија за болка, витаминска терапија, може моментално да ја подобри состојбата, но не трајно да го реши проблемот. Штом веќе има совет за хируршка интервенција, потребно е да ги направи сите анализи како предоперативни подготовки и да дојде да се заврши таа стеноза, хируршки да се отклони притисокот на нервите кој што ако трае долго време овој притисок, понатака може и хируршката интервенција да нема ефект. Да не одолжуваме и да не одолговлекуваме ако некогаш нешто е препорачано. Како термин кај вас, кои денови се? Јас знам дека секогаш има премногу пациенти, ама ако се успее нели преку матичен лекар да се закаже, секогаш е добре дојде на уште една дополнителна контрола или преглед за некоја состојба. Јас сум секој петок во амбулантата по неврохирургија во склоп на клиничкиот центар Мајка Тереза. Така да. Доктор Томи, откако веќе ќе се дијагностицира, односно споменавме кои се начините на дијагноза, ама причините и ризик факторите, иако некаде на крај го оставивме тоа, многу се важни за да сватиме дека на тој начин можеме нешто да превенираме ако знаеме што ја предизвикува дискус хернијата. Превенцијата секако би ја спречила дискус хернијата, а тоа е најчесто даваме совет да нашите пациенти креваат товар кој што на правилен начин, со правилна техника, потоа доколку имаат повишена телесна килажа да работат во намалување на вишокот на килограми. Долготрајното седење исто така го уништува рбетот,
па добро е после извесно време седење да се стане, да се раздвижи. Имаме пациенти кои што воопшто не се активни и едноставно од столче влегуваат во автомобил, од автомобил повторно седнуваат на столче. Подобро е да се движат, да пешачат, да го намалат седењето, да доколку се појават болки во рбетот, на време да се диагностицира што е проблемот, а исто така и да се вежба мускулатурата која што го следи рбетот со цел да биде подобра потпора и да оневозможи да тие перничиња станат слаба точка. Така, и кај пациенти кои што го имаат проблемот со дискус хернија, ако се доволно физички активни, ќе успеат да амортизираат нешто, така да не биде до толку изразена состојбата. Обично полесен степен на дискус хернија станува исклучително болен кога ќе имаме извесен настан, некоја минорен удар или некој движење нагло кое што ќе предизвика болка која што ќе тлее неколку денови, можеби и недели, потоа ќе се смири. Би рекол дека потребно е да имаме диагностика, да знаеме со кој проблем се носиме и како понатака во животот да се однесуваме со однос на тоа што имаме во рбетот. Доколку имаме некоја мала дискус хернија, доволно е да правиме вежби, да бидеме активни, доколку се јави болка, да се јави на лекар, да се види дали таа дискус хернија која што претходно постоела и била од мал степен пораснала во повисок степен и редовно да се прави, ако има потреба, физикална терапија, бањско лекување со цел да се ослободи и да се релаксира мускулатурата и да се постигне подобра спроводливост на нервите кои што се со потекло од кичмата. Така, ако е во лесна форма или почетна фаза, ако се применуваат сите овие препораки, може да се повлече дискус хернијата, да ја немаме како проблем понатаму? Може би ние со текот на годините ја губиме водата во перничињата. Губењето на водата во перничињата доведува да дискус хернијата се намали, но висината на перничето исто така ќе се намали, со што ќе се доближат коските една до друга и ќе се зголеми оптоварувањето на зглобовите на кичмата, па болката ако не е од дискус хернијата, во тој момент ќе биде од зглобовите, но мала дискус хернија со движење, пливање, пешачење, возење велосипед и така може да ја подобри состојбата, да ја намали болката, се до момент кога ќе станеме малку инактивни заради некоја настинка, минорна повреда, па кога ќе треба да одмориме, па тогаш ќе се актуализира проблемот со кичмата, ќе се јават болки, но сепак треба да бидеме предпазливи и да не се лечиме сами, туку да се јавиме на лекар, да имаме диагноза со која што треба да знаеме како да се однесуваме понатака и што да правиме. Така да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Добро утро. Ве слушаме, повелете. Дали ме слушате? Ве слушаме одлично, да. Именно прашајте, доктор. Јас страдам од половина, имам ишијас и не можам да се исправам и кога одам, морам да одам под наведнак. И истовремено имам болки од бутовите до колената на нозете. Дали тоа има врска со ишијасот или пак нема врска ли тоа? Добро, ви благодариме. Понекогаш болката во кичмата е пратена со нервите излегуваат од половината и се насочуваат кон нозете. И имаме болка која што не е изолирана само во кичмата, туку и во нозете, познато како ишијас. Важно е да се направи преглед за да се направи едно разграничување дали болката навистина доаѓа од долниот сегмент на рбетот, бидејќи болката може да дојде и од колковите. Колковите може да се потрошени, повредени, и болката да доаѓа од колкот и да ние мислиме дека е кичмата, да лекуваме кичмата, да направиме се околу тоа, а болката повторно да постои. Исто така, заради истрошено колено,
Болката може во ногата да се јави и поради коленото. Може да има и други причини, да не биде дискус хернија, може да бидат да се работи за туморска патологија, може да се работи за инфекција локална во кичмата, може да биде повреда и така натака. За сето тоа мора да се посети стручно лице кое што ќе го даде своето мислење и ќе даде својата насока, ќе ги исклучи сите проблеми кои што можат да бидат причина за болка во тој сегмент од телото и ќе се насочи кон лекување во случајов на дискус хернија. Така, ако ја најдеме причината, многу полесно ќе знаеме што по тоа да правиме и мислам дека го имаме и последниот гледач за утрово. Добро утро и за вас. Повелете. Дали се слушаме? Еве, ќе се обидам уште еднаш да ве повикам да го поставите прашањето, бидејќи веќе ближиме и кон крајот на емисијата. Доколку не, ајде ќе ве очекуваме во некое следно издание на Фактор здравје. Кратко е времето, ама барем во кратки црти. Индивидуален е пристапот кога станува збор за терапијата. Што ќе се одбере, со што прво се почнува во зависност од состојбата? Најпрво се почнува со конзервативен третман. Без разлика, сега доколку ги имаме крајните степени на дискус хернија, тогаш веднаш пристапуваме и предлагаме хируршки третман. Но кај пациенти со дискус хернија кој што врши притисок, најпрво ќе пробаме ние медикаментозно да делуваме со цел да го обезболиме пациентот и да видиме дали симптомите ќе се намалат. Доколку симптомите се намалат после 6 недели, поземена терапија за болка, за релаксација на мускулатурата, витамини кои што ги подхрануваат нервите, физикална терапија. Ние, ако веќе нема симптоми кога ќе се врати пациентот од физикална терапија, ние следиме состојбата, пациентот се јавува редовно на контрола и вршиме редовни снимања со цел да видиме дали оваа дискус хернија е во истото ниво. Доколку после 6 недели болките продолжат и покрај тоа што е дадена терапија и покрај тоа што е реализирана физикална терапија, направена е бања, ние предлагаме, ако степенот на дискус хернија е висок, да се направи хируршка интервенција. Хируршката интервенција има за цел да се ослободи нервот, која што дискусот го притиска на начин кој што има повеќе начина на кој што ние тоа може да го направиме во зависност од локализацијата на дискус хернијата, бидејќи рековме може да биде во вратниот сегмент, тогаш пристапуваме на вратот од напред, го менуваме перничето, поставуваме вештачко перниче, може да биде притисокот на вратот од позади, да направиме ослободување во задниот сегмент на рбетот, доколку е во торакалниот, односно градниот сегмент од рбетот, лумбалниот, односно лумбосакралниот дел, тогаш пристапуваме најпрво кон оние минимално инвазивни хируршки техники, преку микроскоп, со еден мал рез, со цел да се извади само перничето кое што е излезено и кое што го притиска нервот. Останатиот дел од перничето го оставаме зачуван. Постоперативниот опоравок од овие минимално инвазивни хируршки интервенции е многу брз. Компликациите и ризикот од несакани ефекти е многу мал. Придобивките се многу поголеми од можноста да нешто несакано се случи. Од кога ќе се ослободи нервот, пациентите се враќаат за кратко време во нормала. Доколку хируршкиот зафат бил утрото, они веќе вечерта може да се исправат на нозе, самостојно да се движат, да работат физикална терапија кратко време на нашата клиника, по кратко време, ден до два, тие се пуштени на домашно лекување. Потоа се придржуваат на препораките кои што ги даваме. Обично после хируршка интервенција на дискус хернија во вратниот сегмент препорачуваме да имаме потпора со помош на перниче кое што се става околу врат, ние го викаме шанцова кравата, а во славенскиот сегмент, кога ќе направиме ослободување, ако тоа е на повеќе сегменти, тоа може да го направиме со потпора со помош на користење на славенски појас
И исто така даваме насока на пациентите кои што се оперирани од славенска дискус хернија да избегнуваат долготрајно седење во период од 3 до 4 недели со цел дискот да создаде цврст слој и на тој начин да превенираме повторно појавување на нова дискус хернија. Така да. Многу е важно да се најде начин да се реши проблемот, но и многу е важно какви мерки ќе преземаме во текот на животот за да го зачуваме и одржиме арбетот здрав, да ја зајакнеме мускулатурата за да не служи во текот на животот. Ви благодарам, доктор Томи, за гостувањето. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24.